како што кажа Неда, во однос поредено со EU28, јавниот сектор во Република Македонија не отстапува многу драматично од тој просек, впрочем се движиме тука некаде. Ако ја земеме само агрегатната бројка на сите вработени во однос на процент на население, како процент на вкупно вработени, сме дури имаме помал јавен сектор од Србија, помал јавен сектор од Босна, нешто поголем од другите соседни држави, минус Грција се разбира. Она што треба да се земе, што е занимливо за нас, е трендот на нови вработувања или пораст на нови вработувања, затоа што тука од 2008 година па наваму ние двојно и од EU28, а делумно и од ОЕЦД, земјите држави членки на ОЕЦД, кои што се европски земји. Имено 2008 наваму, односно веднаш по финансиската економска криза, која беше глобална, па и во Европа се почувствува, трендот на нови вработувања опаѓа, а и номиналната бројка на сите вработени исто така се спушта. Ирска дури значително 320.000 на 288.000 вработени паѓа. При тоа европските држави се гледа дека водат сметка да и бројот на вработени во јавниот сектор не расте во однос на вкупната вработеност, затоа што како удел во вкупна вработеност, доколку премногу луѓе во приватниот сектор остануваат без работа, дури да го задржите истиот број на вработени во јавен сектор, тој како удел расте. Република Македонија во таа смисла отстапува, затоа што кај нас по сите мерени параметри јавниот сектор само расте. Добро, може ли некако да се измери колку од тие вработувања се должат на партиски вработувања? Вака се, колку од нив се должат на партиски вработувања, објективно е тешко мерливо, затоа што доколку влијаете врз меритократскиот процес или законските постапки за селекција на вработување, дали како лекари во клиника, дали како државни службеници во министерство, вие вршите повреда на повеќе од само еден закон. Така да, за да кажеме точно толку и толку луѓе се вработени исклучиво благодарејќи на партиска патронажа, на некој начин вршиме инкриминација на одредени луѓе, затоа што тие не се вработуваат сами на комисии за селекција, има одговорни лица кои што ги спроведуваат тие постапки, кои што ги подпишуваат тие вработувања. Во однос на партиските патронажи при постапките за селекција неспорно е дека постојат индиции за тоа. Се уште немаме ние осудени лица по тоа прашање, за да кажеме еве нивниот број 1.000, 5.000, 9.000, 10.000, но постојат силни индиции. Може би најрелевантни за нас се изјави на стручната јавност и извештаите за напредок на Европската комисија, подоцна само извештаите на Европска комисија кои што кажуваат дека има значително висок степен на политичко влијание врз постапките за селекција. Со тоа што партиски вработувања не треба да се мешаат директно со компетенцијата на лицата кои што се вработени. Само како повреда на начелото на еднакво спреработување на оние лица кои што не чувствуваат афилијација или не се директно членови на некоја политичка партија. Рековте 70% од истражувањето од граѓаните укажа на тоа дека не се задоволни од начинот на вработување. Тогаш на што најмногу се жалат? Токму на партиските вработувања. Повеќе од половина од граѓаните сметаат дека партиските вработувања имаат најголемо влијание во однос на вработувањата во јавниот сектор. Дури на четврто место ги ставаат компетентноста, а стручноста и професионалноста заедно со работното искуство доаѓа на некое петто место. Во однос на платите, како е платена администрацијата, односно каков раст има платите на административците? Еве во последниве денови гледаме дека судиите, вработените во судството, дека ќе добијат зголемени плати и колку тие отстапуваат од платите кои што се во реалниот сектор и просечната плата во приватните фирми? Доколку ги гледаме само на ниво на просеци. Платата во јавната администрација, по-конкретно државна администрација, она што го викам администрација во јавните служби, полиција, војска, задолжително социјално осигурување, има нагорен тренд. Со тоа што од 2006 до 2008 тој нагорен тренд е релативно благ, 2008 кон 2009 има позначителен пораст на просечните плати и до 2015 повторно има умерено константен пораст на просечните плати, но тоа се бележи дури во приватниот сектор. Она што е можеби занимливо за вас е тоа што во однос на просечните плати во преработувачка индустрија, трговија на мало, текстилни работници, администрацијата е многу подобро платена, околу 24-25.000 dinari просечна плата како просек, додека во однос на IT секторот, во однос на финансиските дејности, во однос на дел од енергетскиот сектор кои што имаат просечни плати на 35.000 dinari, администрацијата е полошо платена.
тука добро да се напомене дека и во рамките на самиот јавен сектор, кога веќе вадиме просеци, доколку го разглобите, доколку се структурира по сектори, ќе видиме дека одредени дејности се поплатени од другите. Регулаторните тела имаат нешто повисоки плати, во рамките на самата државна служба раководните звања се подобро платени од влезните, од стручните, од помошно-техничките. А тие го прават значи просекот. Да, што кажува дека една голема бројка на вработени е и под 25.000 денари. При тоа би сакал да напоменам дека дури и со просечна плата од 24-25.000 денари, платите во јавниот сектор, и тука имате една привилегија над платите во приватниот сектор, полесно го следат покачувањето на трошоците на живот. Затоа што порастот на просечната плата од 2008 кон 2009 корелира прилично со стапката на инфлација во тој период. Како што стапката на инфлација се качува до 8%, така платите почнуваат да скокат, како таа се стабилизира веднаш во наредниот период, така порастот на платите радикално се смалува. Така да дури и со покачување на номиналните плати, не значи дека реалната куповна моќ на тие службеници зголемена, дека нешто стандардот на живот им е драматично подобрено. Едноставно, како јавен сектор може полесно со добра владина волја да им се овозможи да го следат ценовното покачување на трошоците на живот. Добро, колку целата оваа администрација му тежи на буџетот? Може ли оваквото темпо на вработување и на зголемување на платите да го издржи? Okay. Доколку застане во овој момент како што е сега, тој сега за сега изгледа одржлив. На ниво на вкупен републички буџет, колку се одвојува за плати на донесена плати, што е околу повторно 14,5% и се движи низ годините, расте до 15, паѓа на 13, отприлика 14,5 да го пресечиме, така да во моментов тоа и не е толку, не изгледа и така страшно, тоа се кумулативни просеци. Повторно ако навлезете внатре по сектори или по институции, ќе видите дека има одредени институции, на пример во јавното здравство, каде што 83% од буџетот на таа институција оди само на плати. Каде е внатрешната плата за медицинска опрема, за превоз, за други надоместици, за обнова на простории, кречење, јавните предпријатија, јавните комунални предпријатија се наоѓаат во слична позиција, најзапоставени во однос на плати и она што треба да ја биде развојна компонента се центри за социјална работа. Социјалната дејност, социјалните служби во Македонија изгледаат целосно запоставени во целиот овој период. Нивната бројка ниту на вработени во целиот овој период не се гледа дека расте, дури може и опаѓа. Во одредени буџетски години дури Центар за социјална работа опфатени во нашиот пример пријавиле дека 150% од нивниот буџет оди на плати, што значи дека предвидениот буџет од, да речеме, 56 милиони денари на таа институција надалеку се надминува, институцијата се задолжува или се субвенционира буџет на МТСП за они да можат да ги покријат плати, само платите на вработените. Каде е другата дејност како социјална грижа, теренски да излегуваат социјалните работници.